Во студиото Миле Новески Мајкл ни раскажува за своите животни приказни. Оние кои што ги стекнал врз основа на искуството со кое што располага богато животно искуство, роден во 1948 година во Кичево, а од Кичево тргнува и ги шета 5 континенти во кои што раскажува во книгата Кичево на 5 континенти од Европа, Азија, Африка, Австралија, Северна и Јужна Америка. Добро утро. Добро утро. Зошто е Кичево на 5 континенти? Затоа што вашиот дух, вашето родно Кичево, низ пријателства, низ доживување, оставивте по еден дел на сите овие места кај што прошетавте? Да. Најпрво, ја ви благодарам вас што вие бевте така љубезни и ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија. Со мојата прва книга и од моите патешествија. Јас сакав на мојот роден град Кичево да му се одолжам, да му кажам една благодарност. Во Кичево се роден во центарот во хотел Турист, кој што денеска не постои. Меѓутоа, ја со оваа книга му се одолжувам Кичево, кај што згазнував секаде, бев поносен и велев, еве Кичево, тука те донесов. Така 5 континенти ги видов и ги доживеав. Основно и средно образование, завршувате во Кичево, првичното работно искуство ви е таму, за веднаш потоа да го напуштите, да заминете, но повторно се вратите. Да, завршив машински техничар, се вработив во Танец Салевски штрафарата, Кичево, и гледајќи дома дека сте многу член семејство, на татко ми го замолив да се јави Австралија кај кумот Александар Грковски, кој што широко градо ме прифати, ми плати карта и ете мене Австралија. И понатаму патот ве водеше на многу места. Како во суштина ги шетате овие 5 континенти? Каде одите? Фактички Австралија, 80% од територијата Добре. ја обиколив околу 9 километри. Колку време сте таму? 9000 километри. Ја во Австралија работев 5 години. Добро. Потоа таму? Мола? Потоа таму каде одите? Од Австралија се вратив, патував со брод Мирамах со Истер Квин бродот. Добро. Одев од Фримантл за Сингапур. По Сингапур 7 дена. Тука ја доживеав Азија, барајќи да влезам во Малака, пошто енглезите од бродот одеа. Единствено Југословен ја бев со нив, ја бев во Малака, во Малезија. И ја су среќен и радосен денеска што ги имам тие спомени од Малезија. Малезија вториот извозник на сурова гума. Гумите ние што ги возиме доаѓаат од Малезија. Значи, беше интересно да се види плантажа каде што одгледуваат гума, гумата тече, се збира и после се преработува. И од таму дораскажете ни слободно каде, како одите? Како ви е патот? Сега, од Малезија, после су бил во Дубај, су бил островите Кипар, Тунис, Исланд су бил. Во Европа нема кај што не су бил, само во Луксембург немам поидено. Добра, и да имате и време и за тоа. Има време и за тоа. Добро, за да излезете, да прошетате и да се запознаете со, велите, нема веќе ни нација која што ја немам запознаена и со кого што се немам дружена, треба пред се да се има многу голема желба, волја и да се нема проблем да се минува средината. Да сте лесно приспособлив, да сакате да се дружите, да стекнувате нови пријателства. Како што вие добро велите, научив англиски и германски, научивте по нешто кичевски некому? Кажавте по некој кичевски збор? Кичевскиот акцент го зборувам многу добро. Дали некого го научивте на кичевски? Па, со ова Маргарет Стивен, со учителката што бе во Австралија, не ја учев кичевски да зборува. И? Поднаучи? И таа поднаучи, јако си заминав за Перт, Порт Хедланд, 6000 километри од Аде далеку. Таа дошла на патување во Европа, дошла во Скопје, ме барала, оставила само Абер дека била тука, ништо друго. Па добро бар сте донеле некој навам. Македонија е влечела, ето така. Ете. Може ли сега вака, од секој континент да ни издвоите, многу тој момент најмногу ме интересира, од секој континент, што е тоа како духовно
што го земавте од таму. Нематеријално, сигурно сте си купиле нешто, нематеријално, но духовното, што е тоа што го понесува? Значи, во книгата прво ја пишувам Европа. Европа за мене е Кичево, Македонија. Австралија, пред Опера Хаус су бил неколку пати, су ја слигал многу пати. Харбор Бридж. За Австралија е еден интересен куриозитет, што морам да го потенцирам, да го кажам. Прав австралијанец, од ова се случува пред 50 години Австралија су бил. Добре. А прав австралијанец, пошто Австралија е населена со робови од Англија, затвореници. Тие биле оковани на бродовите и веслале. Тие виткале цигара со една рака. И ден денеска правиот австралијанец кој ќе приде до вас и не пушта рака, оти му била стегната. И тој само вели хај. Со главата наста лева хај. И никогаш не пушта рака. Значи, окован бил и таа аномалија и ден денеска кај старите беше останата тогаш. Сега младите не веруваат дека ова е интересен куриозитет. Прав австралијанец се познава по тоа. Тргнавте да ни споделувате? Да. И сега, после Азија, Малака, веќе ја спомнавме, Сингапур, тогаш беше 3 милионски, сега читам дека е 5 милионски. Прва лука, бродоградилиште, пристаниште во светот. Америка, го видов Рочестер и Торонто, намерно појдов преку мостот, Рочестер, го замолив цариникот само дали може да сгазнам во Америка, да може ли? А Торонто бев, таму имам 2 деца, син и черка во Ванкувер живеат, а Ванкувер су бил на 5-6 пати со жена ми и околу Ванкувер, Торонто, имаме шетано секаде. А Тунис, Африка, ја освојуваме со жена ми заедно, бевне кај берберите. Берберите се племе кое што се пред 6000 години населени од Норвешка. Ден денеска, кога ќе ги видите во Тунис, продорно плави очи, со виткана коврџава коса, то се бербери. И не однесува на патување во Махмата, градот, да јадеме, да ручаме во ресторани земуници. Тие живеат просто во земја, прозор нема, врата нема. И тоа беше интересно, онака да се види и да се јават камила, да бидеш бедуин, сточар нивни, да шеташ низ Африка. Беше многу интересно. И така со залезот на сонцето... Таму го гледате најубавото зајди сонце, всушност. Најубавото зајди сонце таму. Жена ми гледа низ прозорот и вели, дојди да го видиш залезот на сонцето. Ја гледам и велам, опа, здраво Африка, петиот континент. Ете го. Да, видна. Да. Во припремата на книгата, последна благодарност имам до Артина Рика од Офсет Принт Кичево, кој што тој ги направи. Да изгледа вака автентично. Да. Колегите, ајде да ги заумаме малце, да можеме, дали добре држам книгата? Интересно да изгледа. Добро, тргнувате од Кичево. Да. Така, и тука во книгата во еден дел раскажувате како изгледало некогаш Кичево. Кичево беше касава. Вие сте заљубени во Старо Кичево. Во Старо Кичево. Добар ми е впечатокот од тоа што сум прочитала. Добро, благодарам. Патам по Старото Кичево. Така. Што е тоа толку, не знам, некои работи се тука многу интересни што си ги разбирате само вие кои што сте и ваша генерација. Некои интересни анегдоти раскажувате. Што е тоа што некогаш го имало во Кичево го нема денеска? Што ви недостасува? Зошто велите патите по Старо Кичево беше порано помало, меѓутоа имаше дух, имаше голема сплотеност меѓу народот. После ратот македонци со турци, со албанци, со роми. Нас ни беше интересно, например, за 25 мај, роденденот на Тито, ние имавме баклијада. Секој бараше конзерва, родители купува конзерва, ќе изедеме, ќе ја дупнат, пепел натре ќе стат, газија и ние одеме баклијада да светиме илјадници деца. И
тоа беше сплотеност. Денеска тоа младите деца не го знаат, тие го знаат само телефонот. Добро е тоа што оставате трајно богатство, не само за вашите внуци, што толку убави работи раскажувате во делот како никогаш се создавало, растело кичево за вашето детство, но исто така раскажувате и за вашите животни приказни шетејќи надвор од сопствената држава, но повторно се враќате тука. Видите, иако стекнувате многу убаво работно искуство, видов прекрасни фотографии во кои што видов од тоа како работите како бармен. Тоа е она што во сите можни професии ве видов. Видите, ја имам во Кичево глумено од 65-та до 70-та година пред да замина на Австралија. Интензивно бев присутен во театарот Кичевски. Така? Ја таму ги научив тие сценографии, глумења и затоа стално бев бармен и ја сценографијата што е на сликата е моје дело напишано, направено, нацртано. Сето цртање е моје. Тргнавте да кажувате дека повторно се враќате во Македонија. Видите, сакам да кажа дека каменот што го носиме со нас е најлесен тамо кај што си роден. И затоа ја се вратив во Кичево и промоција на книгата сакам во септември да правам во Домот на култура, а на 50 метра беше хотелот кај што су роден. Најубава промоција ќе биде тука, кај што првпат су заплакал. Најавтентично. Су заплакал првпат во хотелот Турист, а на 50 метра ја правам промоција на книгата. Стекнувате голем број на пријателства со кои што се уште контактирате? Секако. Да? Кај мене доаѓаат од цел свет. Еве, сега, например, објавив дека Сабајлева со Совас, ја добив премногу пораки од Канада, од Америка, од Австралија. Од Канада мора да извеам Јасвинка Силјановска, вели, Дика на Кичево, ние се гордееме со тебе, браво. Тие подстица и тие пофалби ме туркаат напред и напред. Многу случајно ја правите оваа прва книга заедно со вашата сопруга, може и сопругата да ја споменеме. Таа ви помага. Секако. Цена Модеска, со која што сте 48 години во брак, наскоро 50 ќе правиме. Да сте живи и здрави да си дочекате 50. Благодарам. Имало големо разбирање за тие 48 години. Ја патував стално, таа изгледа 3 деца. Вистински животен сопатник. Ја споменавме неа, но ги споменавме децата, ги споменувате и внуците во книгата. Да, ова ви е прва книга. Прва книга. Да, во малку, велите, малку коригирано издание ќе објавите во септември. Коригирано веќе е дадено. Така, добро. Планирате нешто потоа повторно да објавувате, затоа што првпат влегувате во една ваква работа. Пензионер на 75 години, нормално. Ама времето е напретак. Од друга страна. Имам време навечер ако дојде инспирација забелешки прав. До сега 150 објави имам во Facebook, кои што најгледани се моите од моите Facebook пријатели. Имам уште кратко време, сакав и ве да на крајот само да не кажете, затоа што се надевам дека особено оние кои што се повозрастните ќе ја земат оваа книга, затоа што има многу емотивни раскажани приказни од вашето детство и ќе ги навратиме назад. Што е она што ќе го кажете како основен белег на оваа книга? Нарекувате дека едно од најемотивните нешта кои што сте ги направиле. Да, секако се слагам со вас дека оваа книга е со многу емоции правена, затоа што тоа се све доживеани работи, ништо не е измислено. И затоа е интересно и убаво. Ќе може да се купи во Кичево? Не, за цел свет. Добро. Значи, навремено во септември ќе ни информирате. Секако. Ви благодарам што дојдовте од Кичево. Навистина многу ми беше драго што ве запознав. Благодарам што дојдовте. Што ме поканивте, благодарност. Благодарност за сите пријатели што ме гледаат овој моменти. И во цел свет. Добро. Ви благодарам од